Здраво, ова е 232-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Crimes of the Future на Дейвид Кроненберг, во кој станува збор за Сол Тенсер, глумен од Виго Мортенсен, кој што е ценет перформанс артист, кој во ова футуристичко трансхуманистичко општество расте синтетички органи во своето тело и со помош на партнерката Каприс, глумена од Леа Сейду, тие органи се тетовирани и изведена е операција пред аудиториум за да бидат извадени од телото и изложени пред посетителите како експонати, односно авангардна инсталација за мутираните органи, еден своевиден спектакл кој се одвива пред очите на гледачите. Има многу причинители зашто сметам дека Кроненберг е најзначајниот режисер во историјата на филмот за мене. Еден од нив е неговото бескрајно визионерство, кое секогаш иницијално е восприемено со скепса и аверзија, затоа што со неговите филмови отвара портал и на гледачот му овозможува да фрли поглед во преодредената иднина, која кога тогаш ќе стане сегашност, како што беше случајот со неговите дела од 80-тите, така и новиот филм ќе биде некоја визија на иднината која денес ни е непоимлива, но утре ќе ја живееме. Во новиот филм комплетно се препушта на кошмарниот свет, во кој трансхуманизмот е доведен до стадиум во кој човекот во целост ги прифаќа придобивките на синтетичките органи, правејќи нов чекор во човечката еволуција со оваа симбиотска врска помеѓу природата и артифицијалноста при една емузија во ново трансмутирано човечко битие. Во овој свет забрзаниот еволутивен синдром рапидно се шири и се разбира дека ќе создаде две струи, од кои едната многу брзо ќе ги согледа придобивките на трансформацијата, а другата ќе се обиде доктринарно да ги стави под законодавство и контролира, евидентирајќи и категоризирајќи го секој новозададен орган, кој додека се отстрани од телото и не се употребува, не би се сметало за криминоген чин според параметрите на новиот свет. Љубопитството е неизмерно и кај властите и кај елитистичките кружоци кои милуваат да ги гледаат овие возобличувања на телото, што создава сопствени субверзивни струи, кај што операцијата ќе добие сексуални алузии и ќе му се оствари долгогодишната желба на Кроненберг, севкупното тело да биде употребено како една огромна еротогена зона. Секоја пенетрација од засекот и секој подлабок бодеж, пациентите се поблиску до климактичен оргазам. Дури и еден преглед со поглед низ тубите до внатрешните органи знае да иницира телесно сладострастие кај пациентот. Тактилен стимул буди вивисекцијата, предводена од новите полови органи, скалпелите. Наспроти операцијата, како сексуален чин, Crimes of the Future фрла поглед и на уметничкиот перформанс на артистите од иднината, кај што човекот е платното, а скалпелот е новата четка на сликарката. Со секој артистички потфат се кршат границите и бариерите до каде може да се експлоатира човечкото тело и тоа е слободен пат во надолна линија, кај што нема запирање, па и обдукцијата на мртво дете кое јаде пластика нема да биде крајот во извитопирените перформанси. Како што можеме да забележиме, раните се користат како сексуални отвори и има танц на човек со пресадени десетици уши на неговото тело, со сошиена уста и очи, изведба во клиника, односно новиот музејски изложбен простор. Добре дојдовте во империјата на месото на кралот на телесниот хорор Дейвид Кроненберг. Филм кој започнува со чедоморство на дете кое јаде пластика, дури и на гледачот кој не е запознаен со естетиката на Кроненберг ќе му даде јасни индикации дека гледа нешто невообичаено и ќе го провоцира да се заинтересира за причинителите на таа одлука. Болката која се раѓа од новите органи е сензација која се смета за комодитет, таа е предупредувачки систем без кој човекот не би знаел дека е жив, затоа што со операциите и синтетичките решенија не е веќе потребно да се води грижа за инфекции и хигиена. Меѓутоа, болката е двигател на секој уметник, таа го иницира да твори, а во овој филм гледаме уреди како кревети и столици кои се адаптираат на центрите за болка во организмот во домовите, како и маса за обдукција на која се изведува перформансот, кои му овозможуваат на уметникот да ја канализира болката. Но на секој уметник кој трага по својата болка му е потребен добар сон за да може да ја контролира и моделира побуната на сопственото тело која не му се допаѓа. Тие создаваат смисла од безредие, значење од ентропија. Тело без структурална организација е збир на канцерогени елементи и ништо повеќе. Тумори се органите кои паразитираат. Секој стомак е сопствена вселена, а неговото отворање е нов возбудлив процес.
Меѓутоа, не е секој израсток уметничко дело за почит, исто како што нема секој испишан збор на хартија под еднаква уметничка вредност како врвна поема или роман. Хирургот е само критичар кој трага по значењето во телесната поема. За да биде дихотомијата комплетна, кај што има сила, има секогаш отпор, односно тука се трујачите кои што се држат до природниот еволутивен процес и имаат можност да јадат синтетичка храна, отровна за останатите луѓе. Како во сите комплексни дела, така и тука антагонизмот е дискутабилен, од која призма и да се погледне, затоа што чекорот во еволуцијата за јадењето на пластика, постигнат со операционен зафат, води побуда за јадење на отпадоците кои ја уништуваат екосферата, така што има стадиум на екосвест во догматичноста. Во нивни очи тие се иднината на човештвото, тие се опасната фракција која власта сака да ја контролира, а во крими неонуар манир Сол е инфилтраторот во групата. Во секој случај, сите сакаат да имаат контрола врз телото на модерниот постчовек, затекнат на расчекор помеѓу скалилата во еволуцијата. Во филмот сите се хирурзи, како што во реалноста сите се критичари. Без разлика колку се способни за обврската, тие се спремни да сечат. Голотијата е аналогна на еротските трилери од 80-тите и 90-тите години на минатиот век, хорор елементите како убиствата со дупчење на главата и хируршките зафати се комбинација на практични и визуелни ефекти. Сосема соодветна е смртта да биде последниот перформанс на секој уметник. Автореференцијалноста на овој филм, убеден сум дека ќе биде толкувано како тавтолошки механизам, шематско збирање на добрите хитови од филмската поетика на Кроненберг, наместо едно кохерентно обзрнување на витални елементи од неговиот собствен маниризам. Така што автоомажирање ќе биде зуењето на мувите кое се присутно со биомеханичките џојстици кои би служеле во Existence или слоганот телото е реалноста испишан на телевизорот, како и стомачните отвори кои се јасна алузија на пулсирачкиот видеодром и прокламирањето на славието на новото месо, а фетишизацијата на себеповредувањето е аналогна на сообраќајните несреќи во Креш, а мајките си ги убиваа заразените деца уште во The Brood. Конечно му се исполни долгогодишната желба на Дейвид за визуализирање на изборот на убавина на внатрешни органи, иако има диференцијација помеѓу прифаќањето на телесните креации или нивно одбивање и скротување со помош на скалпел, како што е случајот на Сол. Ентериерите со класерите и папките може да ги најдете во домашната администрација во помалите градови, така што таа рустикалност е блискоста која ја имаме со филмот на визуелен план, искористено како антитежа на футуристичките уреди за справување со болката. Со оглед на тоа што бил повреден Виго, односно со физички лимитации, убедливо ја доловува резигнираната и енигматична улога и на градина, и на растач на органи и прекрасна динамика образи со Леа Сейду, која очајно сака нејзиното дело да биде прифатено со својата грандиозност, оплеменувајќи ја гротеската со сензуалност. Повеќе од соодветна е замената на Натали Портман со Кристен Стюарт, која ја глуми административката Тимлин, која е соодветен избор за тоа што умее да одглуми сексуална обсесија со операциите, притаен нарав кој блика во дуалитетот под бирократното руво во кое е ставена. Помеѓу Сол и Каприс дури има и различни погледи на уметноста. Тој смета дека тетоважите се преобемни и ги засенуваат внатрешните органи, а таа е љубоморна на Тимлин. Дейвид ги има согледано силните страни на избраната актерска екипа и не се плаши да ги стимулира за да дадат свој печат во делото и да бидат проголтани од Кроненбергството. Само да расчистиме околу насловот, за да не настане забуна и некој да добие погрешна идеја дека станува збор за ремейк на истоимениот филм на Дейвид од 1970 година, од фазата на филмови за Институтот за кожа и епидемијата која се јавува во козметичката индустрија. Неговиот филм го носи истиот наслов, но нема никаква допирна точка со филмот, затоа што се базира на сценарио кое го има напишано во 2002 година со наслов Painkillers, во кој за водечката улога бил планиран да биде Николас Кейдж, кој со оглед на потеклото на финансиерите ја има променето локацијата на снимање, иако е снимен во еден магазин. Дури и работниот наслов на Existence беше Crimes of the Future, што значи дека повеќе од очигледно е дека многу му се допаѓа овој наслов на Кроненберг. Еден од најголемите постојани соработници на Кроненберг низ годините е композиторот Хауард Шор, великанот кој е задолжен за аудиовизуелната симбиоза во новиот филм, без кој не би било возможно продирањето и предавањето на гледачот во очудувачките и фантазмагорични светови на Кроненберг, кој што во новиот филм создава електронска амбиентална музика, која што има водечки синт, но и инкорпорира
гудачка свита, таму кај што е потребно, така што мрачниот амбиент и тоа како е доловен со помош на оваа звучна легура, затоа што Шор со леснотија умее да ја преслика биомеханичката обсесија од загадочните светови на Кроненберг во ноти. Сниматели на Девид најчесто му беа Марк Ирвин во првите филмови и Петер Сушицки од крајот на 80-тите до 2000-тите, ама овој пат реши да соработува со снимателот на Funny Boy, Даглас Кош, филм чија што музика ја компонираше Шор, па по таа аналогија не би бил зачуден доколку тој го препорачал. Кој и да застане зад камера. Нужно е да има своевидно клинично студенило и одмереност во самата фотографија, односно да се користи доли и кран за едно споро доближување и кружење околу ликовите и нивните чудни навики. Не баре сите сме радознали воаѓери, кои со фасцинација гледаме на визуелните призори, а таков е и случајот и со новиот филм, со тоа што се инсистира на кадри во кои ликовите се проголтани од темнината, а нивниот перформанс е во центарот на вниманието со насочено светло. Употребени се и камери со сензори на прстен за поинтимно снимање на рака, буквално. За разлика од снимателот, со делата кои ги има монтирано Кристофер Доналдсон, со децении се среќавам, од соработката на метал документарците на Бенгер до монтирањето на The Handmaid's Tale, American Gods и Penny Dreadful, тој е задолжен да го долови спорадичниот ритам на филмот, да го доведе гледањето на филмот до еден речиси хипнотичен, трансцендентален стадиум, во кој ќе се препушти гледачот на влезот во Кроненберговиот свет, но ова темпо ќе биде одбивно за многу гледачи кои немаат трпение, ниту наоѓаат уживање во интелектуалните мастурбации во делата на Кроненберг, кои мене ме пленат. Канадскиот режисер Девид Кроненберг има обемна филмографија, започнувајќи со експерименталните кратки филмови, продолжувајќи со стерилните научно-фантастични филмови од Канадскиот истражувачки институт во Стерео и Crimes of the Future од 69 и 70 година, потоа работи ТВ документарци пред да ја сними сексуалната епидемија во хорор филмот Shivers, или, што би рекли американците, They Come From Within од 1975 година. Па инфекциите се проширија на улиците со Rabbit и The Brood кон крајот на 70-тите, кога и сними еден акционен тркачки филм Fast Company како пасиониран возач. 80-тите ги започна со телекинетичкиот Scanners, по кој следуваше мојот најомилен филм на сите времиња Визионерскиот Видеодром, а потоа го адаптираше Стивен Кинг во политичкиот The Dead Zone за кралот на телесниот хорор во 1986 година, да ја сними хорор романсата The Fly, завршувајќи ги 80-тите со уште едно ремек дело со близнаците хирурзи, кои уште од 1988 година го заговараа изборот за најубави внатрешни органи во Dead Ringers. 90-тите ги започна со невозможната адаптација на Naked Lunch, потоа мелодрамата M. Butterfly и сексуалната фетишизација при сообраќајните несреќи, што беа предмет на Креш, завршувајќи ги 90-тите со продорот во светот на видеоигрите со биомеханичките џојстици во Existence. 2000-тите веќе се наклони на криминалистичкиот жанр со Spider и одличните филмови предводени од Мортенсен, A History of Violence и мафијашкиот Eastern Promises. 2010-тите комплетно ме разочара со историскиот A Dangerous Method, неговиот најлош филм, пред да го адаптира Делиловиот Космополис и во 2014 го сними последниот долг филм во кој фрла поглед во животот на славните во Холивуд во Maps to the Stars. Не дека стоеше со скрстени раце во изминатите 8 години, Дейвид го напиша футуристичкиот крими роман Consumed, за кој сними и промо видео со сцена во која рој пчели зујат во женска града. Со својата ќерка Кейтлин го сними The Death of David Cronenberg, кај што лежеше во мртва постела, а ги продуцираше и филмовите на син му Брендан, но затоа се уби од појавување пред камера, глумејќи во филмот на Vigo Falling, подкастер беше во Disappearance at Clifton Hill, свештеник во Alias Grace и се појави во улоги во сериите Slasher и Star Trek Discovery. Неговиот најнов филм, кој е во фаза на предпродукција, се нарекува The Shrouds, во кој Винсент Касел глуми иновативен бизнисмен, вдовец кој што ќе изгради уред за комуницирање со мртвите во погребален ковчег. Во новиот филм Кроненберг е толку многу обземен со прикажување на светот и технолошките можности на биомеханиката, што секундарно станува действието, а терцијална е нишката на бунтовниците од отпорот. Филмот преде
тивко вибрира и пулсира, како живо битие, со предимство на медитативното меандрирање низ ноќните мори во безнадежен свет во кој апатичните ликови би убиле да почувствуваат болка, да заживеат. Збунувачки е и самиот сооднос со властите и слободата која ја ужива уметникот на пиедестал, но можеби во иднина ќе се вреднува откинатото парче месо од себе, кое е созреано да биде уметничко дело. Низ годините Кроненберг имаше тежок проблем да ги финансира неговите филмови и последните децении најчесто беа спој на десетина копродукции од Европа и повеќе енергија има потрошено на обезбедување на буџет отколку што има поминато време зад камерата. Фактот што грчките продуценти му финансираат 40% од буџетот е значаен потек кој го видоизмени сценариото, менувајќи алокацијата од Канада во грчкото крајбрежје Пиреј и на тој начин му даде една сосема поразлична димензија во контрапунктот помеѓу рустикалните домови и футуристичката технологија која се користи во нив. Во секој случај Неон застана зад овој проект и понуди соодветен дом кај што му е местото, затоа што сите режисери под нивна капа учеле од мајсторот и редно време е и тој да им се придружи пред да си го добие своето издание на Критерион кое му следува, се разбира. Кроненберг не би го имал неговиот препознатлив бизарен хумор доколку не направи спектакл од собственото тело, така што со премиерата на неговиот филм направи и NFT на неговиот изваден камен од бубрек. Во рок од 2 години има израснато 18 камења кои се преубави за да бидат фрлени, па затоа ги стави на продажба по не баш символични 1277 фунти по камен. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, кај што не беше награден, а потоа имаше лимитирано прикажување на репертоарот на киносалите пред да заврши на стриминг платформата на Неон, односно Hulu. 8 години по неговото последно долгометражно филмско издание, Дейвид Кроненберг ни дозволи непречен поглед во неговата глава, демонстрирајќи ни визија на иднината во која ќе еволуира човечкото тело во нов стадиум, во кој ќе се синтетизира, прехранувајќи се со пластичен отпад, а во оваа утопија уметноста ќе го најде своето место со изведба на телесен перформанс, кај што ќе бидат растени органи само за да може да се извадат и изложат. Кроненберг е тенсер, тој е уметникот која отвора својата внатрешност за светот да ја погледне, последниот поборник за потрагата по убавина и значење во уметноста, се изложува на критика, но и на ново спознание и значенска корелација со рецепиентот. Ако сте љубопитни да погледнете како изгледа оваа визија, предадете се на филмот. Да живее новото месо и неговата операција е новиот секс. Ако морам да го еволуирам, тогаш Crimes of the Future од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 232-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!